еден мој колега новинар, бивши министер за надворешни работи на Словенија, уште 72 година во Скопје рече: трудете се што поскоро да влезете во Европска Унија. Македонскиот јазик тоаш ќе стане службен јазик на Европска Унија и ќе мора да зачутат и бугарите и грците. И тоа сега е чука на врата. Со грците по тоа прашање сега немаме проблем, меѓутоа да ве потсетам на унилатералната изјава што ја прати Бугарија за македонскиот јазик во Брисел. Што ако? Добро, сега, јас само констатирам објективна реалност за да ја анализираме. Секој ден по една таква да праќаат, па ништо не. Им се смеат. Тие им се смеат, бидејќи во Европа не се наивни да видат дека за бугарите знаете што е лек. Кога го цитирам големиот историчар Васил Златарски, тој во кај дебели книги. Ние сме хуни. Тој им го говорам постојано на бугарите и овде и на меѓународни конференции. Вие сте жолта раса, хуни. Тоа вие им го викате на нив? Да. Ама зашто кога ги навредува? Не ги навредува тоа. Мислам, не треба да се, сакам да кажам дека не треба да се спуштаме на тоа ниво да зборуваме што ги навредува. Тоа е факт. И велам, вие може да кажете дека сте македонци, зашто ние сме ве европеизирале, сме ве словенизирале, сме ве христијанизирале и сме ве кирилизирале. Па гледате ли сега последен скандал? Бугарите бараат монетата од 2 евра да пишува дека е посветена на Кирил, на големиот Кирил, кој што го направил кирилица, што е лага со тапија. И им се смеат, зашто двете држави, Чехија и Словакија, велат: ние во нашиот устав сме запишале Кирил и Методи се словенски просветители, не се бугари. Ама словаците имаат механизам да им се спротивстават, бидејќи се на исто место и со фактици да им го покажуваат кај е местото. Меѓутоа, ние што го добиваме ова условно кажано живување, бидејќи не сме внатре во системот и може да не што сака да прават. Имам. Кога мислам некој вели кукавички на некој начин. Европа на бугарите дека го слават 3 март Сан Стефано, големата Бугарија. Тие едно време направија обид 24 мај да го прогласат за главниот државен празник. 24 мај, ден на светите Кирил и Методи. И тогаш добија чекан по глава од Чехија и од Словакија. Токму тоа беше повод за таа голема афера. Значи, еве што е важно. Во социјална психологија има дефиниција за предрасуда. Тој е погрешен и крут став. Тој не се менува со убедување. Тој се менува со груба сила. Кога ќе влеземе во Европска Унија, ќе заврши таа приказ. Ќе бидат изолирани, да не кажам смешни. Меѓутоа, нашава власт и оваја молчи што грците ништо не спроведоа од доврските на договорот од Преспа. Ние направивме она, како се вика, гранична станица. Маркова нуга. Они не знам до година или 28 ќе ја прават. Се уште у Грција пишува Фиром и Скопје. Не пишува Фиром, повеќе само Скопје, пише и Скопија. Што е разлика? И трето, трите декларации се уште не ги донеле во собранието во Атина. Неќат. Добро, меѓутоа знаете дека паметна, се извинувам што ја прекинувам, дека паметна држава и паметна дипломатија си ги одбира битките. Не можете да влезете вие со сите одеднаш целата енергија да ја трошите да се убедувате. Претпоставам дека ред си има некој. Ова со Бугарија идентитетскиот напад е акутно нешто. Бугарите џаба дрекаат, они знаат дека имаат изгубена битката. Затоа што знаат дека Македонија ќе влезе во Европска Унија. Знаат. Прашање само на време. Добро, вие сте новинар аналитичар повеќе од половина век, тоа сме го збореле, што вели народот сте виделе и сито и решето, со тоа ваше полувековно искуство,
Како ви изгледа овој инцидентот пред бугарската амбасада и со палењето на возилата? Според она што го знам, човекот е ментално болен. Дали тоа е оправдување на нашите власти или не знам. Меѓутоа, ќе се дознае наскоро, во сред бел ден, човекот мртов ладен иде на бензинска пумпа Автомото Сојуз, купува пластично шише со бензин, доаѓа и ги пали двата джипа пред бугарска амбасада. Тоа не е наивно. Апсолутно не е наивно и опасно многу, и штетно. Ја мислам дека за тоа се крие нешто. Што? Сега, да не бидам ја сега провокатор, дали русите, дали самите бугари, некој го направил тоа, зашто не може нормален човек во сред бел ден на пладне, кај што камери пред амбасада, а мислам дека за тоа е виновна македонската власт. Треба пред бугарска и грчка амбасада во 3 смени да седи полицаец. Како може да немало полицаец таму? А знаете дека немало? Па немало сигурно, имало ке го фателе одма. Го фатија после известно време. После 2 часа. Бидејќи ја куќерки таму има за полицајци. Има, ама празна е. И пред грчка амбасада. Јас тоа немам информација. Исто, јас знам, пошто таму поминувам често. Ја возам велосипед за разлика од вас. Сакате да речете дека вашата новинарска логика сега одиме... Не логика, фактографија. Не, во ред, сега ќе се врата малце, кој што кажавте дека може би е, како рековте, дали сакате да кажете дека може би изгледа ова на автопортрет? Мислам дека на бугарите... Колку и да сме внимателни, на бугарите им требаше нова закачка. Вие сами рековте дека во последно време одеднаш се дигна целата бугарска јавност и медиум државен и приватни организации, невладни организации, сите во еден хор пеат антимакедонски химни. Што според вас... А ние не сме им дали ништо за причина и повод. Што треба ние сега како држава да направиме, да го амортизираме овој условно кажано вербален или политички напад, како треба да се постави владата нормално со цел да се заштитиме и да продолжиме кон нашата стратешка цел? На ова прашање денеска одговори председателката Гордана Силјановска. На тој 17-ти меѓународен собир на председатели на врховни суди, кај што имаше експерти од Америка, таа рече дека кога била на разговор со нашата бивша колешка Јотова, сега што се представува као председател на Бугарија, и рекла дека пресудите од судот во Страсбур треба да ги спроведат сите држави. Со други зборови, треба и вие. А река, ја не ја прашав кога ќе го направите тоа. Фактички, со тоа председателката мудри шлаканица и на министерот за надворешни работи, кој што доби отворено писмо од адвокатот Тони Менкиновски, херојот од оние 14 победи во судот во Страсбур, кој што отворено писмо бараше од министерот да реагира. А за волја на вистината, тој момент, кога премиерот дозна дека на адвокатот му деле црн печат, забрана за влегување во Бугарија, реагираше промптно и ги нападна бугарите дека тоа не е цивилизацијско однесување. А министерот после 2 дена рече, ние разгледуваме која стратегија ќе примениме и ништо не направи по тоа прашање, што е недозволиво за министер за надворешни работи. Дали државата има механизми да ги пресече на некој начин овие пипци на пропагандата кои што длабоко пенетрираат во македонското општество, претежно во дигиталниот свет, каде што граѓаните секој ден се, а каде што има портали, на Facebook профили и така натаму, кои што веќе отворено работат против државата во однос на стимулирање дури и на конфликт меѓу македонците и нашите сограѓани албанци со такви провокативни наслови. Едноставно се чувствува и не треба човек да е многу интелигентен да види дека со зло намера се тука и дека треба раздор да направат.
Дали се ги има условите веќе државата да реагира, без тоа да се наруши слободата нели на говори и така натаму. 3 амандмани. Има. Немој вака да правите, пак ќе ви речат од српски свет дека Нека збора што сака. Да. Има еден одговор со 3 пипци. Ајде. Треба диалог. Да се отвори општонароден диалог. Интелектуалци, политичари, дипломати, црква, црквите се многу важен фактор. И најважно ние новинарите. Треба да се отворат дебати, да се викнат во студио, кој што вие ги викате овде, овие така наречени бугари, македонски бугари и бугарски. Ма така се чувствуваат, зошто така? Да тргнеме на страна како што ви делат бугари по професија, добиваат пари, посредуваат за пасоши. Ако тој ти кажува дека се чувствува како бугарин, што ќе му спориш за тоа? Едина работа. Бесам ни продуктивна. Што мене ми пречи, што бугарите во устав не може да ги ставиме како основачи на Македонија и бранители на македонската кауза. Тоа ни под една прилика не може да биде. Па како ќе ги ставиме тогаш? Таква е како оди преамбулата? Ќе го смениме уставот после вегување во Европска унија и сите 3 договори, охридскиот, преспанскиот и бугарскиот, и ги поништиме. Овде сум рекол 3 пати. По точка 5 на член 5 на Обединети нации, повелбата, секој народ си го бира името. А според меѓународно јавно право, секој договор потпишан под уцена и закана неважечки. Добро, ама меѓутоа сега сте малце контрадикторен, бидејќи сега легалистички гледате и велите дека ние според членовите на повелбата на Обединетите нации ги имаме тие и тие права, меѓутоа пред 7 минути велите во политиката, во реалната тие правила и не толку важат, току силата и моќта е таа што е пресудна. Ја кажувам како можна стратегија за нашиот настап. Не кажувам дека тоа ќе успее, меѓутоа не верувам дека кога ќе се распише референдум после вегувањето, еве, до година ќе влеземе, ја мислам, според она што слушам, во Европска унија. Дека до година ќе влеземе? Да. Без никаков процес? Да не мислите да ги почнеме преговорите? Ќе влезат Украина и Молдавија, што не фигурираат како држава спрема 5 критериуми на Бадентер, која проценуваше дека само Словенија и Македонија ги исполнуваат сите 5 критериуми. Пола Украина не постои. Јас сум бил дописник од Киев, 42 милиона народ беа. Се рефериравте на тоа што беше кажано во Тиват, таму меѓу другото беше кажано, мислам дека Макрон кажа дека следна држава која што ќе влезе ќе биде Црна Гора, дека Европската унија треба да се подготви за прием на нова членка. А Вајц од Европскиот парламент рече дека ние ги се доколку Македонија го спроведе тоа што се обврзала цртичка уставни измени, дека е многу веројатно тоа да биде втората држава што ќе влезе после Црна Гора, меѓутоа временска рамка за овој случај не беше кажан. Од кај информацијата дека до година ќе се случува се? Јас не ги слушам тие пиони, зашто они се пиони на Америка. Ко сега се сеќам. Ви Америка, директно изворот го слушате? Џо Бајден ги свика сите НАТО членки во Брисел. Им нареди да ја помагаат Украина. И Европа ни должна, ни виновна, ни крива, одеднаш 350 милиарди евра вложи во војната во Украина, без да е воопшто причина за тоа. Со тие пари, пример, Западниот Балкан ќе беше рајска градина. Западен Балкан, цел свет. Нема да има бегалска криза, во тие земји кај што бегаат бегалците, тамо ќе направиме рајска долина. Меѓутоа, сега овој помангуп, Трамп, он вика, веќе нема да давам пари, ама ќе им продавам на западноевропејците, што ќе ги даваат оружјата. Тоа што сакаат да им го донираат на украинците или да им го подарат, нека го купат од нас? Апсолутно. Он е бизнисмен. Или како се вика, не малски жангор, пилјарски пристап на гледањето на политиката. Да, така викаат. Он за своите години и нешто, неговата фамилија има заработено преку 5 и нешто милиарди долари со неговата напред-назад. Голем шмечар.
Добро, господине Гајдов, освен пресудите, што друго може државата да направи? Ве прашав што треба сега да направите, вие се повикавте на изјавата на председателката Селена Скардавкова, што друго треба државата да направи? Еден предлог дадовме да се справи со оваа специјална војна, некоја викаат медиумска, што пенетрира во Не смееме да влеземе во нивната игра. Со истото нивно оружје да правиме ние пропаганда и да излеземе на Facebook и на другите овие мрежи со викање и пцуење. Ние треба јавно да направиме трибини, што во Скопје, што да инициираме на Балканот, што да инициираме трибини во Европска Унија, кај што ќе ги викнеме овие балканскиве силеџии. Пред Европска Унија да кажат тоа што говорат дома. Ама ние ќе бидеме у сала, а ние не сме толку наивни да им молчиме. Тоа е интернационализација на случајот, не да се затвораме и да се браниме однатре. Со тоа ништо нема да направиме. Само ќе ја неуротизираме нацијата. Зашто прашање се и децава. А јас сум рекол, едини начин да нема две општества, македонско и албанско во Македонија е од забавиште до факултет да има македонски и албански јазик. Не да викаме не треба албанскиот, да биде задолжителен. Како Израел, англиски, еврејски и арапски јазик. Да, овој став ваш е уште пред децении го пишувавте, бевте мети на критика, меѓутоа е ваш личен и сте конзистентен во тој поглед, ја има логика во година сум го рекол тоа на Конгрес на млади, во Дом на млади, кој реков, поред српско-хрватски, треба да учиме и албански, и турски, и англиски, као што учат во Швајцарија 4 јазици. Добро, ајде, кажавме некој, изанализиравме малце околу македонско-бугарските односи и поготово со делот од граѓаните од источниот сосед македонски свет што живеат. Ме интересира, ајде малце за домашна политика да разговараме. Се најавува реконструкција, повелете. Пред реконструкција имам амандман. Ајде. Денеска многу се радувам што премиерот ги собрал овие продавачиве на храна. Да, тоа е секако важна тема. Меѓутоа, идејата што е украл од Румен Радев, кој на првата седница на новата влада бугарска, тоа направи. Ембарго на покачување на ги замрзна цените на храната. Добро, ние уште пред години пол замрзувавме цени на храна тука кај нас, така што мислам дека е доцна, ама не е важно, никогаш не е доцна. Тоа е добро. Повеќе се однесуваш ова околу тоа здружување на ланците на супермаркети, кои што според некои информации вештачки ги држале цените горе. Меѓу себе се договарале? Да, секако ќе видиме тоа како ќе најавиме дека јавно ќе се кажат дел од тие маркети. Тоа е морална осуда, тоа не важи. Не, апсолутно, ама секако гледате граѓаните се моќни, ако видат дека определен XY компанија, буквално сиромашните граѓани дополнително ги сиромашил за тие богати да бидат уште побогати, верувате дека може економски последици да има, отпор ќе се напреке луѓево. Ова не е Грција, кога данскиот министер за надворешни работи, нашиот пријател, Уве Ленин Јенсен, кажа дека тоа што го прави, беше шеф на дипломатија, дека тоа што го прави Грција за Македонија не е дозволиво. Грците што направија? Бойкот на данската стока и спречија да биде нов генерален секретар на НАТО. Да. Тоа е држава, тоа е нација. Сакам да кажам да не ги подценуваме граѓаните и нивниот избор ваков или таков, па дури избор во кој маркет ќе одат, кој нема да одат, може да има големи последици за некој, затоа компаниите со години работат на својот имидж како општествено одговорни компании, како блиски до граѓаните, а на овој начин доколку бидат обзнанени, тоа секако може да им делува многу негативно. А зашто не направи премиерот исто тоа и со банките? 150 милиони евра годишно чист профит имаат. Го плячкаат народот. Зошто? Еве зашто треба да го прашате. Затоа што им даваат заеми пред избори, да не кажам други зборови тешки. Добро, господине Гајдов и колега Гајдов, се извинувам, се почесто се зборува и помеѓу аналитичарите, и во медиумите, помеѓу политичките елити, дека е потребна нова индустриализација на Македонија.
отварање на индустријски капацитети, се споменува тука и рудниците многу често, како нешто што го имаме, што ќе крене Македонија и кое што ќе може да повеќе да заработи, а со тоа нели да се направи потоа и подобро здравство, и подобро образование, и подобро да се грижи за самата себе и така натаму и така натаму. Кој потенцијал според вас моментално ние го имаме, енергетски, рударски или каков и да е, што други држави би го искористиле, а ние не го искористуваме и дали воопшто треба да го искористуваме, дали повеќе би изгубиле нешто ако ги искористуваме или би добиле. Што мислите вие на ова? Ми го разбирате прашањето, малце сака контекст. Секоја држава обстојува и напредува на 3 столова: вода, храна и енергија. Увезуваме за 500 милиони евра струја, наместо да направиме проектот Вардарска долина. Увезуваме храна за милијарда евра. Значи, водиме погрешна земјоделска политика. Се извинувам што прекинувам, баш колегата Игор Манасиевски правеше прилог што беше фантастичен, дека од земја со млечна индустрија, со млеко, со говеда, сега на годишно ниво 100 милиони увезуваме млеко и млечни производи. 100 милиони. Се минови не оваа влада, што е само 2 години, него сите влади од 91-а. Немаме тука дилема. Зашто тие сите, ако не прво, второ колено, се селани, дошле од село, ама комплексот нивни инфериорис ги тера да го заборава селото. Јас знам во една пригода... Дали е тоа, господин Гајдов, се извинувам што ќе прекинам, или лоши политики, колега Гајдов, или лоши политики на државите, на државата? Не е лоша, погубна политика. Може тие ги натерале да се прецелат, може немале услови тамо да... Може државата не им помогнала кога треба. Првиот премиер економист, Клюсев. Вториот премиер инженер, електротехничар. Абердем од економија. Третиот Љупчо Георгиевски свршил македонски јазик. Четвртиот премиер Зоран Заев, што продавал пиперки патлиџани по Србија, така се фали. Меѓутоа не станал директна економија. Не станал милијардер со пиперки патлиџани, него земајќи од устав. И овој сега премиер, наместо да отвори процес, Зоран Заев и Никола Димитров да ги суди за велепредавство, затоа што тргнале од Скопје во нивице со пасош кај што пишува Република Македонија, а се враќаат со име Северна Македонија. И тоа ќе ни ја спаси економијата за која што нема да ни ја спаси, ама ќе се ќе удри во центарот. Меѓутоа, што сум рекол овде, дека нам тие десетина економски факултети и на Македонска академија со 4 академици економисти треба да му направат вечерен семинар на премиерот, да го подучат или да му бидат советници. Јас сум рекол дека сум донел неколку Нобеловци економисти. Сум ги понудил и на Љупчо Георгиевски и на Никола Груевски. Некјат. Еден премиер во анализата го пропуштивте, што беше економист. Ковачевски? Не. Никола Груевски. Како не го знам, неговиот магистериум е брилијанција. А за жал бев на неговиот докторат катастрофа. А тој неговиот магистериум, што ми го посвети, тамо има странски директни инвестиции, брилијантен. И он добро напредуваш. Он за години направи осем Скопје, он направи големи работи. Филхармонија, нов театар, музеј на Холокост. Мицковски за 2 години не направи ништо. И сега сака да прави промена на влада. А до вчера вика, нам ни дале мандат на 4 години. Нема да правам ја промена на влада, кога имам уште 2 години мандат. Добро, сега, бидејќи сакав да влезам во анализа на владата и на опозицијата и можност за предвремени избори, почнавте со анализа на премиерот Мицковски, велите дека не направил, како што велите, ништо, а Груевски се... Меѓутоа, сега зборуваме, вие кажувате за еден премиер, колку беше Груевски премиер додека се до тоа го направи? 10 години. Да, сега 10 години работа со 2 години работа споредувавте. Мислам, не бранам никој, само ова е објективна реалност. Не знам колку ви е реперот
Па нали точен. Мицковски се фали дека е математичар. Да. Еве, за 2 години сега, што ќе каже, што направил? Ништо. Ништо. Ја можам да кажам што тие се комуницираат со јавноста дека прават, дека Македонија е едно големо градилиште, дека се прават 5 автопати одеднаш и така натаму. Претпоставам дека дека време треба за тоа да се направи. Автопатот Скопје Кичево Охрид постојано го поместуваат и постојано му додаваат на фондот. Понатаму. Другото, Бехте Ленка. А овие објекти што кажувате дека Груевски ги направил, не се додаваа работи со анекси така натаму? Не. Мислам дека треба да прочитате уште една. Филхармонија. Еве за Македонскиот народен театар е, чисто проверете. Филхармонија, што знам, Не правдам никој, само ви кажувам некои факти, само вистина се вика емисијата. не е спорно. Легитимно. Меѓутоа, автопат Скопје Штип, музеј на Холокауст, филхармонија и театар. Има други, стадион, аеродром, многу работи може да зборуваме. Дека тогаш се направени, што ги гледаме, не е објективна реалност. Сега нема ништо. Ништо нема. Секој ден го слушам ја и Мицковски и неговиот заменик, со милиарди се џапаат. Со милиарди. А во каса нема ништо. Таа приказна што ни ја продаваат, дека Британија ќе ги обезбеди 6 милиарди евра заем. 1 евро нема добиено заем. Британија Пред некој ден во Анкара премиерот бараше голем заем од Ердоган. Што мите, колку му дал? Ништо. Он се фали, се видов со Макрон, се видов со германскиот премиер, се видов со Ердоган, ама не кажува што тие му рекле, не он што им рекол ним. А во политичката комуникација секогаш се кажува што му рекле или некогаш се оди со протоколарни соопштенија кога бидејќи добил тамо шлаканици. Не добил добри понуди. Од кај ви се овие информации, кој ви ги кажува? Едно врапче ми ги кажа. Плюс, она што многу ме грее, дека Макрон го има испеглано Румен Радев, дека, ама, пред некој ден, што рече Румен? Момент само, што рече Румен Радев пред некој ден? Тоа што ја го направив како председател на Бугарија, сега морам одново да го правам, зашто све застана. Значи, он го призна шамарот на Макрон. Да, меѓутоа, господин Негедов, кога кажувате вакви сензитивни информации, како тоа што се разговарало на средби, кои што може би биле и во 4 очи, и вие сте новинари, ја сакам да ја потврдам на некој начин или да ја докажам релевантноста на информацијата, вие ми кажувате, ми кажа врапче, континентална птица, дека ви кажала ваква информација. Зошто премиерот не каже што му рекле во Тиват францускиот председател и германскиот канцелар? Зошто не кажува? Што му рекле? Вие долго време бевте со... Не, тоа прашам. Еве, сега ќе ви со прашање ќе пробам да одговорам. Вие многу пати го придружувавте господинот и председателот Киро Глигоров и со Тито бевте на средбите, известувавте од нивните средби во светот. Дали тие секогаш кажуваа дословно тоа што се разговарале на средбите? Браво за ова прашање. Абе, не треба многу паметно се логично. Не. Во цел свет, после такви средби, има заедничка пресконференција на гостинот и на домаќинот. Ако процена дека има потреба. Знам нешто јас за политичка комуникација. Само еден момент. Секоја голема посета или значајна посета се подготува долго време. Глигоров направи голем гаф кога беше кај Бил Клинтон во Вашингтон. Од чиста мира. Не знаеше ни неговиот министер Благој Ханџиски. Тој му вика на Бил Клинтон: еве ви го давам она за вежбање што е криволак. И тој дипломатскиот советник, министерот, стаписани што сака да каже Човеков. После вика: мама шефе, па требаше тоа дипломатски да го спремите од Скопје уште. Вие му викате така? Па да, на вечера сите... На председателот сте му се обраќале со шефе. Да.
Зашто? Шеф би бил? Не би бил шеф, ама јас со него имав кавка голема, бидејќи 92 година, кога либералите... Бидејќи медиумите од принцип треба да бидат од другата страна, нели? Треба да го коректираат, не може да му а како новинарите се коректив на општеството и тој што го што треба да му бидеш коректор, шефът да го нарекуваш. Кога либералите ми понуди ја да го заменам Денко Малевски, како министер за надворешни работи, ја реков 3 пати не. По устав е шеф на дипломатија Глигоров, а он ништо не разбира и многу лаже. Како смееш така да кажеш, бе? Еве ги има живи од Ги знам овие разговори, за тоа прашувам. Па викам, јас со Денко патувам Лондон, Париз, Берлин, Москва, Пекинг, Вашингтон. Киро му дава инструкции на Денко, Денко пишува, у третата му вика, не ти реков така. Второ, треба да ги направам трите функции: аналитика, разузнавање и преговарање. Со кого? Со овие аматериве? Не ги давате четворицата барони. Лазар Мојсов, повратим на Буш, Димче Беловски, повратим на Кисинџер, Топаловски, повратим на Индира Ганди, царот Хирокито и Коле Чашуле, цела Јужна Америка, неврзана. Тоа се бароните, не ги давате. И тука имало негативна селекција за кој што се жали? Требаше на 9 април 2007 да ја промовирам автобиографијата на амбасадорот Насте Чаловски на сајм на книги. И Насте вика нема. Зашто? Киро не дава, зашто таму има на едно место, кога Мојсов му се нудел да му помогне, Киро му рекол не треба. Добро, а да се вратиме околу анализава. Дали ке има промени у влада? Ке има, ама на погрешно место. Кој е местото вистинско според вас? И зошто? И како Прво, генерално гледате на работата на владата, еве веќе на средина на мандатот, мислам дека е релевантно да се направат и анализи. Според мене има неколку министри што направиле за мене сензација. Добро. Мелешаните. Тошковски, пардон, кој што воведе правна држава прв пат во Македонија. Се ако се возевме, гледам тамо 45 пишува на брзиномерот. Сите веќе гледаат во брзиномерот, не гледаат на семафор. Тоа доволно е за вас да кажете дека во Македонија конечно функционира правната држава? Не, почнува да... Второ, лично му честитав пред некој ден, кога промовираше една книга. До сега беше табу тема домашно насилие. Сега 50, 60, 100 души ги фаќаат и ги носат у затвор. По притисокот на медиумите. Што не е шала. Жените конечно можеш да звивнат. Пред некој ден некоја господја од ауто во движење рипнала на аутопат и ја тепал сопругот. И овие веднаш го собрале. Како тоа? Јас сум предложил на конгрес... Уште да не го соберат, мислам, тоа се подразбира, господин колега. Јас сум предложил на конгрес на Карате Сојуз да и се предложи на министеркава лекар за мртовци да воведе Ве молам. Да воведе... Патолозите се многу важна гранка од медицината. Како... А може ли таков лекар во пензија да биде носач на револуција во образование? Не може. Тоа е ваша констатација. Моја чива ќе биде. Во Ману донесе закон... Сакам да кажам, се извинувам што прекинувам, да не се навредуваат лекарите патолози. Не се навредуваат. Јас со него имав личен контакт. Добро. А кај сестра ми дома учела пијано. Татко ми бил асистент и доцент по геомеханика на градежен факултет. Дамата Абердема од образование, она е глобар на македонско образование, во Ману имаше 2 настапа. Закон за високо школство, закон за квалитет во школство и закон за наука. Академикот Изет Зекири, ректорот на Мајка Тереза ја направивме лом, зашто жената нема поима од таа материја. Она да биде министер за здравство, пардон. А сега тој што е министер за здравство, што за мене е гениалец, дека не знам да оперирам, ама и знам кој знае. Врвен менаџер. Јас сум бил 2 години советник за менаџмент каде министер за здравство.
Ние ништо не направивме во однос на овој. Тоа е добар потек за вас или добра логика кој вели јас не се разбирам многу здравството, меѓутоа како министер и менаџер знам кој знае, тој ќе го земам да работи. Дали е тоа добро според вас? Зашто е добро? Значи добро, ако е добро, тогаш зашто им фаќате, како се вика, кусур на поранешните премиери, зашто не биле економисти, кога и по истата ваша аналогија, ја не може да бидам и електроинженер и механички факултет, било што, ќе си најдам луѓе што знаат да работат. Да, ама тие немале мозок да соберат луѓе што знаат што е тоа економски развој или одржлив економски и предвидлив развој. Тоа нема да го спорам, бидејќи сите ние како граѓани знаеме како живееме и колку државата може подобро економски да оди и така натаму. А зашто не направивме? Негативна селекција. Точно. И јас сум бил на студиско патување во Малезија и во Сингапур. Да видам што е тоа сингапурско чудо и малезиско чудо. Добро, И тамо сум видел како се прави. И тие неколку души од MIT, што им ги нудев на нашите таленти, да дојдат да им помогнат зашто го направива сингапурско и кинеско чудо. Го викнале Ден Сиаопинг, таткото на економска револуција, и му рекле, сакаш да направиме од Кина Сингапур? Вие будали сте, вика? Сингапур 2 милиона, ние 2 милиарди. Исто е, бе, батка. Памет, пари и лидери. Значи, треба лидери да има. Лидери. Македонија нема лидер од цар Самуил до денеска, освен, според мене, Кузман Јосифовски и Лазо Мојсов. Краток одговор, дали според вас е лидер тој што ќе го слуша народот, тоа што тој го сака, и лидер тој што ќе го води народот и ќе го убедува да го следат него? Се вика популист. Прв популист е Васил Тупурковски, цар. А тој што знае, кој знае, има, значи, тим, тој што има чиста биографија, човек со интегритет, тоа што го збори го прави. И трето, најважно, има визија за подоброто. Тој е лидер што Македонија недостига. Што се случува? И да завршам уште една реченица. Многу сум изненаден што деновиве повторно ја пее песната премиерот, че да ни галиште 1,5 милиарда евра, а скршен динар нема. Па измисли нова приказна, ке правиле акционерско друштво, народот место да купува втор стан, да дава пари во таа каса, па од тоа ке правиме Невардарска долина, Чебрин и Галиште. Што е решението според вас? Решението ке го направи Израел, а тоа ке се чуе многу брзо. Израел ке го гради проектот Вардарска долина. Тоа е за Македонија спас, ке добиеме 15 хидроцентрали, Чебрин, Галиште и 13 по Вардар. Ке добиеме брза пруга, ке добиеме храна и екологија. Јас сум бил на 31. јануари 1998 година, кога во Париз на премиерот Бранко Целенковски му направи средба со францускиот финансиски врв. Во сала седеше академикот Таки Фити, министер за финансии, амбасадорот Јован Старова и подсекретарот Огне Малески. И Бранко жив, и викните го у студио, прашете го, зошто ти, бате, не го прими францускиот? 3 конзорциума им нудеа 5 милиарди да го прават Вардарска долина. Добро, што се случува во опозицијата? Нема опозиција. Тоа е, ако е така, тоа е лошо за државата. Зашто мислите дека нема? Па, да е маш премиерот, као што се силеше во Струница пред некој ден, вика во микрофон. Еднаш му реков, не се дери во микрофон, микрофон е тука да не се дереш, ама тоа ми дава енергија, вика. Ќе го уапси председателот на СДСМ. Како Ердоган што ги апси? Не. Има докази. Кризата за пандемија и пожарот во Тетово. Има елементи. Ама он намерно ги држи него и Заев, за да може да напаѓа некого,
да се правда и да го сврти вниманието. Зошто Има примери такви во Европа кога поранешни премиери или председатели на партии биле лапсени. Како нема? Да, во Хрватска, да, сега во Турција гледаме. Шаркози го апсија. Да, и во Турција, ако не се лажам, дека е уапсен еден амандман има. Лидерот на една партија голема. Овој за мене без да навлегувам во причините секако. Министер за здравство сака премиерот да го смени, да донесе свој човек да прави нова болница. Истата приказна на Заев и на Филипче. Пак отидовте кај Мицковски да прашав за СДСМ, ајде. Не заврши. Шефот на Фондот за здравство вели, ако ги дотераме сите овие болници, што ги работиме сега, нема потреба од нова болница во Скопје. А ако правиме, според мене, нова болница, таа болница што ја договори бившиот министер Никола Тодоров за 140 милиона евра од европски пари, од Европска банка. 70 милиона нови објекти горе и 70 милиони евра цела нова опрема. Добро, кој го стопираше проектот тогаш? Зошто не стопираше Зоран Заев, зашто имаше фикс идеја со Филипче да направат болница за 500 милиона евра. И не возеш... 3 пати поскапо. Не се праша колку е поскапо, колку за нив, тоа се праша. И пак ќе прашам, знаете дека така било? Заменик премиерот на владата во жива емисија на Алфа рече дека Зоран Заев и Никола Димитров има добиено мито од грците 25 милиона евра. Кој кажал тоа? Александар Николовски. Добро. А председателот Георги Иванов на затворена седница на Совет на амбасадори не вика 25, 150 милиона евра имаат добиено мито. Зашто за грците обсесија името да им остане бакшиш. Меѓутоа, сум кажал овде, во книгата број 1 од филозофот Антони Кени, Историја на филозофија, пишува: во 4 век пред нашата ера има 2 револуции. Се раѓа првата европска држава Македонија и наместо на главните атински филозофи, Сократ и Платон, доаѓа македонецот Аристотел. Добро, а да се вратиме од Аристотел на Бихачка. Не знам, малце ми е тешка квалификацијата дека нема опозиција, дека е слаба, да, дека си има внатрешни проблеми, да, дека се појавуваат фракции, луѓе, поранечни членови кои што сакаат да има раководство да го сменат. Да, тоа ги слушаме тие разговори, меѓутоа функционираат се уште. Си имаат пресконференции, имаат критики за власта. Па може ли ние 20 исто да правиме пресконференции? Можеме. Апсолутно може. Па според тоа, што е тоа? Само пропаганда, голи зборови. Па, тие си имаат гласачи, ние немаме гласачи. Знаете, има една драма од еден познат македонски драматург, кој прв почна? МММ. ММ. Значи, што сега да кажам? Вие крадевте, овие викат, не, вие крадевте. Значи, ако сака СДСМ, што се од корен КПЮ, КПМ, СДСМ, од СРМ, тие мораат целото ново раководство да го изберат. Зашто после поразите што ги доживеа СДСМ, морално беше Малио Филипче да си оди, ама он гајле нема. Гајле нема. Ретки се тие, као Шекерински и Бучковски, што поднесо оставка после поразот. Така и што го слушам Малиов Чашуле денеска на Алфа. Кажува приказна околу 27 април. Ама не ја кажува главната причина. Од јануари до април, 3 месеци, ВМРО не кеше мирно да ја предаде власта кога Заев доби мандат да прави влада. 3 месеци направија 5-10 групи, еа тебе, ти мене и го зезаа парламентот. Тоа има докази за тоа. И друго, како може да влезеш ти во Народно собрание на сила? Иако сум одели во Народно собрание и во влада,
ми бараат и пропусница и лична Ве разбирам. Не анализиравме многу работи, не ќе да коментирам други колеги, ако мислите дека работа на другите колеги не е целосна, со нив секако ќе треба да разговарате. Засрамив денеска. Се засрамив. Добро, во ред. Господине Гајдов, ви благодарам. Час и 10 минути разговаравме, мислам дека опфативме, не разговаравме за тоа за повлекувањето на Стармер и што тоа ќе значи односите меѓу двете земји. Мислам Велика Британија за 10 години 8 или 9 премиери се сменија, што е многу голема бројка, меѓутоа мислам дека да сме здрави и живи септември ќе имаме повторна прилика. Стармер покажа дека е слаб лидер. Слаб лидер. Затоа што он не ги доби изборите, конзервативците ги изгубија. И сега што рече денес, како слушав неговиот прес? Имаше емотивен говор, значи скоро ни солзи беше тоа, ама тоа... Ама има ли поголема казна да имаш па да немаш власт? Ви благодарам многу. Да, ќе имаме прилика, како што кажам, од септември натаму да сме здрави и живи. Кога ќе заврши изборите во Израел, Израел ќе стане нормална земја и ние ќе станеме исто со Израел нормална земја, зашто ќе си оди Натанијаху. Добро. Ќе како новинари сигурно и како телевизија ќе ги следиме тоа што го невувате дека со Израел ќе се случува. А вие ќе имате привилегија да ги интервјуирате државниците што ќе дојдат во Скопје да сме здрави и живи. Ви благодарам уште за гостување. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.